Добре дојдовте во Актуелната ера. Еве ги вестите на денот. Точел гориво за приватни цели го оштети од Црвениот крст за близу 200.000 денари. На 10 ноември јавен увид во документацијата за спортско-рекреативниот комплекс под Тумбекафе и стадионот за 12.000 гледачи. Презентиран урбанистичкиот план за фрижидери. Отчет за сработеното во Стрежево. За приватни потреби точел гориво и го оштетил Црвениот крст од Битола за близу 200.000 денари. СВР Битола поднесе кривична пријава против НХ 58 години од Битола, секретар на општинската организација на Црвениот крст Битола за сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавениот искористувајќи својата службена положба во периодот од 2011 до 2013 година за приватни потреби точел гориво, фиктивно прикажувајќи дека горивото е наменето за службените возила, оштетувајќи општинската организација на Црвениот крст Битола за износ од 181.887 денари. Еден месец пред истекот на рокот, 1156 обврзници успешно регистрирале 1595 фискални апарати со GPRS уред. А до 31 октомври 2014 година се очекува 7833 даночни обврзници да ја заокружат постапката. Маја Богоевска. Даночните обврзници, чиј промет во претходната година надминува 10 милиони денари, кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет на нафтени деривати и на мало бензински пумпи, треба најдоцна до 31 октомври 2014 година да воведат и регистрираат фискален систем на опрема со GPRS уред. Рокот за сите други даночни обврзници е до 31 јануари 2015 година. Постапката на регистрација трае до 10 минути и се врши електронски од страна на овластениот производител во моментот на набавка на фискалниот апарат. По успешната електронска регистрација во системот на УЈП, обврзникот може веднаш да го постави фискалниот апарат со GPRS уред во деловниот објект и да врши регистрирање на готовинскиот промет. Еден месец пред истекот на рокот, 1156 обврзници успешно регистрирале 1595 фискални апарати со GPRS уред, а до 31 октомври се очекува 7833 даночни обврзници да ја заокружат постапката. Од тие причини, од УЈП апелираат фирмите да не го чекаат последниот рок и навремено да се обратат кај некој од овластените производители заради обезбедување и регистрација на фискален апарат со GPRS уред. Октомври е месец за отчет во јавното предпријатие Стрежево. Ги анализираат резултатите од водостопанската дејност и почнуваат со консервирање на системот. Весна Шеровска. Сумирани резултатите на јавното предпријатие Стрежево. На пресконференција првиот човек на ова предпријатие соопшти дека успешно ја завршиле сезоната за наводнување на земјоделските површини во Пелагонија, како и за штедите на вода во акумулацијата. Оваа година склучивме договор со земјоделците за наводнување на 5520 хектари површина. Во споредба со претходниот период, тој е негде за 15% поголема површина во однос за 2013 година. Оваа година највисока кота на езерото имавме 67,2 милиони метри кубни вода, а крајот на сезоната завршивме со 43,1 милион метри кубни вода, што значи 24-500 милиони метри кубни вода потрошени во сезона 2014 година. Оваа година, како што информира Ѓеровски, го намалиле и бројот на дефекти на кои што се пожалиле земјоделците. Во 2014 година, значи, имавме 139 дефекти на мрежата во сезоната за наводнување, во 2013 година тоа беа 218 дефекти. Во однос на штетите што ги направивме, на кои што реагираа земјоделците, оваа година имавме 68 пријави на штета во споредба со претходната година кога имавме 110 пријави на штети. Во однос на количините на вода од дождовите, оваа година имавме над 400 литри на метар квадратен, за разлика од претходната година кога имавме околу 140 литри по метар квадратен.
Посебно за нив важни биле инвестициите во системот, каде се вложиле околу 2 милиони евра за реконструкција и осовременување на мрежата. Оваа година за прв пат после формирањето на новото предпријатие Стрежево од 80-тите години, односно после изградбата на системот, се вложија и се уште се вложуваат до крајот на сезоната. Се надеваме дека уште 80 на милиони оние кои што ги најави владата. Значи цирка негде околу 2 милиони евра во системот во 2014 година ќе се инвестираат, со тоа што во моментов течи тендерска постапка за набавка на добар дел од тој материјал и се надеваме, ако помогнат временските услови, негде ноември месец би почнале со дел од активностите за реконструкција на мрежата. Секоја година во октомври јавното предпријатие Стрежево ги анализираат резултатите од водостопанската дејност и почнуваат со конзервирање на системот. Денес имаше презентација на детален урбанистички план во индустријскиот дел, односно кај поранешната фабрика фрижидери. За прв пат се прави урбанистичка документација на овој простор. Маја Богоевска. Во општина Битола денес беше организирана јавна презентација по нацрт планот за деталниот урбанистички план за дел од работната зона, локалитет Фрижидери. Опфатот на вака предложениот детален урбанистички план има површина од 14,8 хектари. План за простор каде што никогаш досега немало урбанистичка документација, се работи за поранешниот простор на фабриката Фрижидери. Денеска собственоста е променета. Знаете дека има приватни инвеститори таму. Тие се заинтересирани за правење на урбанистички план за да може да ги постигне своите барања и потреби кои ги спроведуваат во своите објекти. Се работи за 15 хектари од прилика површина, го работи куќата Иванов инженеринг. Намената е Г1, Г2, Г3, лесна незагадувачка индустрија, магазини, стоваришта, производство на еколошки производи. Нацрт планот е утврден со одлука на Советот на општина Битола. Повеќе инвеститори се кои имаат веќе собственост на одредени објекти во зоната Фрижидери и мислам дека сите кои имаат таму простор ќе бидат заинтересирани и ќе дојдат да присуствуваат на презентацијата на планот. Нацрт планот ќе биде изложен во просториите на општина Битола почнувајќи од денес до 15 октомври, а во одредениот рок за интересираните правни и физички правни лица од подрачјето опфатено со планот, анкетните листови треба да ги предадат во архивата на општина Битола каде добиваат деловоден број. На 10 ноември јавен увид во документацијата за спортско-рекреативниот комплекс под Тумбекафе и стадион за 12.000 гледачи. Општина Битола изготви техничка документација за изградба и реконструкција на спортско-рекреативен комплекс Битола, фудбалски стадион за 12.000 гледачи. Преку својата веб страница општината ги поканува сите заинтересирани правни и физички лица на ден 10 октомври годинава во 12 часот да присуствуваат на увидот во запис на техничката документација. Исто така се покануваат заинтересираните да достават предлози, сугестии и мислења и да земат учество на јавната дискусија во начинот на реализација согласно Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, службен весник број 6/12. Изјавите за интерес може да се доставуваат и по писмен пат на адресата на општина Битола. А еве што ќе гледате во приложението на Актуел. Македонска ајваријада во Словенија. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: како да се подобри квалитетот на воздухот? Со строги еколошки мерки, повисоки казни за загадувачите, поголемо користење на јавниот превоз, редуцирање на сообраќајот во центарот на градот. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. До крајот на годината ќе се одржи најмалку уште една рунда од разговорите за разликите околу името со Грција. Ова го најави Васко Румовски, новиот македонски амбасадор во Америка и новиот преговарач за името.
Председателот на владата Груевски на покана неговиот чешки колега денеска во официјална посета на Чешката република. Во фабрика која се наоѓа на 120 км северно од бугарската престолнина Софија дојде до експлозија и се стравува дека се загинати 15 лица. Германската канцеларка во телефонски разговор со председателот на Русија истакна дека Москва има обврска да изврши влијание врз проруските сепаратисти за смирување на конфликтот во Украина. Директорката на елитната тајна служба за заштита на американскиот председател поднесе оставка поради скандалите поврзани со безбедноста на Белата куќа и неодамнешниот упад. Општината ги покани сите заинтересирани правни физички лица на 10 ноември во 12 да присуствуваат на увидот на записот за техничка документација за проектот изградба и реконструкција на спортско-рекреативен комплекс Битола фудбалски стадион за 12.000 гледачи. Така прават сите младо дело и по 200 години. Со Моцартовото дело почна 23-тиот Интерфест на класична музика во Битола. Оливера Михајловска. Со премиера на Моцартовата опера "Така прават сите" на Македонската опера и балет, ќе биде отворен фестивалот на класична музика Интерфест во Народниот театар во Битола. Режисер на операта во два чина е Цветан Стојановски, а диригент Саша Николовски Јумар. Треба на тие двајца луѓе да им изградиме споменик за оно што го направиле во градот. Значи, тие обстоја. Не е лесно да се обстојува. Поготово не во овие времења кога многу тешко се доаѓа до спонзорство, кога многу тешко се доаѓа до оние основните средства да се покрени една ваква машинерија која значи една недела сериозно добра класична музика. И мислам дека ние сите како битолчани поготово треба да им подадеме рака, ако не можеме тоа да го направиме финансиски, барем да го направиме духовно, барем да лобираме за тоа тој фестивал да прерасне во уште поголем. Оперскиот првенец Стојановски овој пат како режисер искажа задоволство што работел со млади солисти кои, како што рече, му дале голема енергија. Предизвикот овдека не потекнува само од делото, туку на таа цела свежина се надоврза свежината на оваа екипа што седи до мене и луѓето кои можат да бидат доволно флексибилни и да направат нешто ново во операта, да ја на некој начин да се обидиме да направиме нешто што веќе е тренд во светот, да се обидиме да направиме нешто поинаку на сцена. Успеале символот на операта, статичноста да ја придвижат. И во најпозитивната смисла на зборот, ние се игравме некаде приближно околу месец и пол до 2 и ни беше сериозно забавно. Во таа една екипа секогаш се постигнува една совршена синергија која на крајот резултира со нешто што не може да се дефинира нити со сценографија, нити со режија, нити со музика. Тоа се дефинира со една општа психолошка состојба на целата екипа која нуди на сцената доживување тродимензионално. Не можете, веле Стојановски, тоа да го доживеете на YouTube, ниту на DVD. Тоа мора да се види. А она што овие двајца луѓе пред 200 години го направиле, апсолутно ја нуди таа можност за креација, можност да овие луѓе да се разиграат, да ме заиграат и мене. Го заиграа и сценографот, го заиграа и диригентот и сметам дека успеваме, ќе постигнеме една навистина добра представа. Интерфест е фестивал што негува само класична музика од барок до модерна. Ке заврши на 12 октомври со концерт на виолинистите Ана и Олег Кондратенко и пианистката Марија Вршкова. Беше и помина светската премиера на Добалчак во Битола на фестивалот Браќа Манаки. Освен оние кои дојдоа на фестивалот, во овој филм играат и 4 актери од Битолскиот театар. На светската премиера не беа. Кои се луѓето кои ја правеа пак музиката Танго Добалчак? Композитор е Дуке Бојаджиев, солист Крсте Роджевски, на кларнет Исмел Јумановски, пијано Дуке Бојаджиев, виолина Владимир Крстев, тапани Александар Петров, канун Тамен Пинабаси. Јумановски живее и работи во Њујорк. Не го видел филмот, а прочитал и слушнал коментари дека филмот бил добар. Еве го со него нашето скајп интервју за Актуелна Тера.
I tvojot pogled dosledam jaz, ko v son me mamino pregraj. O, mila moja, volšebni noki za jedan bakneš mam sebi dao. Љубановски поздрав од твојата родна Битола. Ти си во Америка. Да, поздрав и до вас. Како си? Поздрав до Битола. Добро, супер. Не беше на премиерата на Добалчак во Битола? Не постигнав тоа да го направам. Имав тука врски. Филмот дали го гледаше? Не сум го гледал филмот. Сум гледал некои инсерти, али цел филм не сум го гледал се уште. Откако ние го погледнавме филмот во Битола, свативме и видовме дека во него има четворица битолски актери. Не ги забележавме на премиерата, на свеченото отворање, односно на светската премиера во Битола. Исто така видовме дека ти и Роджевски сте дел од екипата што ја правевте музиката, Танго до Балчак. Како тоа се случи? Па, ние соработуваме со композиторот Дуке Бојаджиев, кој што ја напиша скоро цела музика, мислам дека за филмот. И мислам, ние колаборираме со него веќе 6-7 години. Има напишана музика за повеќе македонски филмови. И овој настан се деси пред мислам дека пред 6-7 месеци, кога Дуке не покани да бидиме дел од музичарите што ќе учествуваат, што ќе свират во саундтракот на филм. Двајца битолчани реков, ти на кларинет и вокалот Крсте Роджевски. Тоа е чест и гордост за нас како град. Да, и за нас е гордост. Секако. Филмот Македонија го номинираше за Оскар, а дали ќе го прифата, тоа зависи од Академијата. Веруваш дека би имале некакви шанси? Па, сигурен сум. Јас не го гледав филмот лично, али од коментарите што ги слушам, мислам дека е многу добар и мислам дека би требало да се номинира. Што работиш во моментов таму? Па во моментов имам неколку различни проекти. Моментално се спремам за настап во Русија, всушност, во Москва, со некои world музичари од Русија, па потоа вториот албум на Secret Trio, на мојот проект во Турција ќе биде издаден следниот месец исто така. Се планира турнеја низ цела Турција со тоа и ќе имаме специјални гости од Турција, Еркан Уркесир на гитара и Сезен Аксу е една од најпопуларните пејачки во Турција, ќе пее, ќе ни биде гостинка во CD-то, така да тоа би требало да биде многу успешен проект. После тоа вториот албум на New York Tipsy All Star се снимам веќе и тоа е во процес на миксање и мастерирање. Се очекува да се издаде за 2-3 месеци исто така. Со тоа се планираат турнеи во март и така натаму. Значи имам повеќе проекти на кои што се работат. Со Дуке Бојаджиев исто така спремаме сега, ќе имаме настап со Македонска филхармонија во февруари. Со тој проект мислам дека ќе има и многу, ќе го има и саундтракот главниот саундтрак од Добалчак. Ќе го свириме таму, ќе настапуваме лайв со Македонската филхармонија. Тоа мислам дека ќе биде, многу сум возбуден за тоа. Мислам дека ќе биде супер настан. Дали размислуваш да направиш некаков музички подарок за Битола? Па да, тоа го размислувам, веќе и имам проект, мислам за тоа. Само ми треба малце време да се направи тоа. Али го мислам тоа. И на крај, обично кога разговараме со луѓето кои се во диаспората, велиме ако сакаш некој да поздравиш. Поздрав до сите гледачи на телевизија Тера. Многу ми е мило и фала ви многу за поканата. Да ви бидам вака гост преку Skype. Па се надам дека ќе се видиме на кратко.
ќе дојдам во Битола и ќе се видиме и на живо. А Иванов од Чехов патува за Русија, Битолскиот театар пред голема турнеја. Оливера Михајловска. Неколку причини за еден голем повод. 70 години народен Битолски театар. На денешниот прес, водачите на оваа институција, најстара во земјава со нејзиното формирање, најавија едно патување во рамки на одбележувањето на овој роден ден. В понеделник заминуваат за да учествуваат на фестивал во руски Ростов-Дон со последната представа на која работеа. Иванов од Антон Павлович Чехов, а во режија на Александар Варгман, гостин од Русија, кој беше и главната конекција за да добиеме покана за гостување на овој реномиран руски фестивал. Покрај нашиот театар, таму учествуваат уште десетина други театри, еден дел се од Русија, а добар дел се и од земји кои не припаѓаат на Руската Федерација. Она што ги воодушевило била најавата на руски портали за македонскиот Иванов. Дека нашиот Иванов се најавува на голема врата, а особено се споменува главната улога на Огнен Дранговски и особено се потенцира дека е тој човек кој играл и во Глоб театарот. Значи, се најавува како можеби една од најголемите звезди на тој фестивал. Дополнителна причина за денешната пресконференција за планираните активности за роденденот беше најавата за подготовките на новото драмско дело по текст на Венко Андоновски «Прогледување». Градоначалникот на општина Демирхисар Љупчо Блажевски се сретна со припадниците на гарнизонот на Арама од Кичево. На средбата со делегацијата што ја предводеше командантот на гарнизонот, подполковник Благоја Мијаковски, се разговараше за можните форми и начини за отпочнување на меѓусебна соработка. Градоначалникот и командантот на гарнизонскиот батальон се договорија дека е од исклучителна важност да се развиваат форми на соработка што ќе придонесат за директно и непосредно запознавање на граѓаните и помладата популација, за целта на постоењето на армијата, за војничкиот живот во касарните, за оружјето, опремата и борбената подготвеност, како и за можностите за професионална определба на помладата генерација. Така, како резултат на оваа средба, произлезе идејата за организирање на така наречен отворен ден на Арама во Демирхисар. На 10 овој месец на градскиот плоштад во Демирхисар, припадниците од гарнизонот во Кичево ќе изложат поголем дел од опремата на армијата на Македонија. Дојде време за годинашниот тајвар. Се уште на големо не почнале да чадат печките по дворовите за подготвување на ајварот. Една од причините и цената која во моментов достигнува до 30 денари за килограм пиперки ајварка. И то дека кај нас се прават последните подготовки за зимницата, во Словенија веќе е закажана ајварјадата која на 5 октомври ќе се одржи на Погачарјев плоштадот во Љубљана со почеток од 11 часот и ќе трае до 13. Ќе се презентира традиционалниот македонски ајвар. Со дегустација и гласање ќе биде избран највкусниот. Ајварјадата ја организира Сдруженијето МКД Македонија во Љубљана. Еве што донесува светот на актуел. Тензично во Хонг Конг. Обама внимателно следи, а Пекин вели тоа е нивна внатрешна работа. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас. Операта "Така прават сите" го отвара 23-тото издание на Интерфест Битола. Битолскиот театар ќе гостува во повеќе земји. Францускиот диџеј Таламаска гостува во Скопје. Најмалку 15 луѓе загинаа при експлозија во фабрика за амуниција во Бугарија, соопштија тамошните власти. Според нив загинале 13 мажи и 2 жени во експлозија на фабрика во градот Горни Лом. Експлозијата била толку моќна што направила кратер. Според бугарските власти причина е најверојатно човечка грешка. Експлозијата била исклучително силна, 2 од зградите и дел од работилницата ги нема и на нивно место има кратер и шумата е оштетена. Значителни се штетите на соседните згради и остатоци од по 150 до 200 килограми лета на стотици метри. Експлозијата е предизвикана од исклучително моќно средство, рече представникот. Таму луѓето биле подготвени и професионалци. Експлозијата се случи вчера во 16:58, а во фабриката имало нагазни мини донесени од Грција.
Американскиот претседател Барак Обама на средбата со кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки во Вашингтон истакнал дека со внимание ја следи ситуацијата во Хонг Конг и се заложил за мирно решавање на кризата. Ван Ки изјави дека протестите во Хонг Конг се внатрешен проблем на Кина и ги повика другите земји да го почитуваат суверенитетот. Илјаници лица излегоа одново на протест во Хонг Конг со барање за повеќе демократија во кинескиот специјален административен реон. Минатата ноќ измина спокојно поради тоа што многу демонстранти ноќта ја поминаа во шаторите. Немало видливо присуство на полицијата. Демонстрантите бараат оставка на главниот администратор Си Леунг. Студентски лидери бараат тој да се повлече уште денеска, во спротивен случај се закануваат дека ќе окупираат важни административни згради. Турција нема да дозволи членовите на коалицијата да користат базите во борбата против исламската држава, ако целите на борбата не вклучуваат соборување на режимот на сирискиот претседател Башар ал-Асад. Тоа го рече турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ден пред парламентот да возможи распоредување на странски трупи на турска територија, пишува Хуриет. Ние никогаш нема да толерираме терористички организации на наша територија, во нашиот регион и целиот свет. Ние сме отворени и подготвени за соработка во борбата против тероризмот. Сите треба да разбера дека Турција не е држава на привремени решенија, ниту ќе им овозможи на другите да имаат корист од неа, рече Ердоган пред парламентот во почетокот на новата законодавна година. Бомбашки напад во Кабул, 3 лица убиени, над 10 повредени. 3 лица се убиени, а 10 повредени во самоубиствен бомбашки напад во Кабул. Министерството за внатрешни работи соопшти дека бомбата била насочена кон автобус на афганистанската армија. Талибанците ја презедоа одговорноста за вчерашните напади, насочени исто така кон воени автобуси, при што загинаа 7 лица, а 21 беа повредени. Нападите доаѓаат кратко откако Афганистан потпиша безбедносен договор со Соединетите Американски држави. Во Сирија 39 мртви, од кои 30 деца во нападите на Хомс. Најмалку 39 лица, од кои 30 деца загинаа во средата во 2 напада во сирискиот град Хомс, се наведува во најновиот извештај во опозицијската сириска обсерваторија за човекови права со седиште во Лондон, повикувајќи се на своите активисти. Станува збор за еден од најголемите напади со број на жртви меѓу децата од почетокот на сирискиот граѓански конфликт, во кој сириската вооружена опозиција, која има поддршката на Западот, и сунитските арапски земји, и сунитските радикални исламисти и джихадисти се борат против шиитскиот претседател Башар ал-Асад од март 2011-та. Директорката на тајната служба на Белата куќа поднесе оставка. Директорката на елитната тајна служба за заштита на американскиот претседател Џулија Пирсон поднесе оставка поради скандалите поврзани со безбедноста на Белата куќа и неодамнешниот упад, изјави нејзиниот надлежен министер Џеј Џонсон. Таа призна дека службата која што е задолжена за заштита на претседателот и неговото семејство направила големи пропусти. За привремен директор е именуван пензионерот Џозеф Кленси, кој до 2011 година работел во тајната служба, се наведува во соопштението. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола?
Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде е крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно!